Како што најавивме во текот на вчерашниот ден на нашата пресконференција, теренските активности на председателот на ВМРО-ДПМНЕ продолжуваат низ цела Македонија. Денеска сме повторно тука во Струмица и Струмичко. Утринава имавме една средба со младите од општина Босилово, каде што разговаравме за актуелната политичка и економска состојба, за перспективата на младите, тоест безперспективноста која што во овој момент владее, за струшените институции, за струшените надежи, за струшените очекувања, струшената економија која што во моментот, безидејноста од страна на владата, немањето на проекти, сето на што беше ветувано за време на предизборието останува само едно голо слово пишано на хартија, реализацијата изостанува, немаме практично никаква реализација. И оно што мене ме загрижува, тоа е дека се поголема е разочараноста кај младите и се поголема е барањето алтернатива за напуштање на нашата држава. Сето оно што беше ветувано во предизборието, дека голем дел од младите кои што претходно се иселиле ќе се вратат, напротив, ние гледаме само акцелериран процес на дополнително иселување од Република Македонија и желба за иселување од Република Македонија поради безперспективноста и немањето можности кои што во овој момент се резултат на тотално погрешните политики кои што владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз ги води во Република Македонија. Исто така сакам да порачам две работи денеска, ја користам оваа прилика. Првата е бескрупулозната изјава од страна на председателот на владата, господин Зоран Заев, каде што се користи со ниски страсти и ги злоупотребува децата за дневно политички цели. Тоа не е моје ниво, но нема како да останам индиферентен и да не го искоментирам тоа. Навистина непримерно од страна на председателот на владата и се надам дека тоа нема да му се повтори во иднина, да користи ниски страсти и да ги злоупотребува децата за дневно политички цели. И втората работа што исто така ме загрижува е информацијата која што ја добивам од информации кои што доаѓаат кај мене од полициски извори дека имаме мобилизираност на припадниците на Министерството за внатрешни работи за дополнително загушување на можноста на граѓаните да го изразат својот демократски револ, демократски пркос преку протест. На тој начин апелирам не само што не се помага во процесот на заедничко надминување и подобрување на реформските процеси, туку уште дополнително се загрозува на овој начин. Затоа ја користам оваа прилика да апелирам и до Министерството, но и до господинот за Министерството за внатрешни работи, но и господинот Зоран Заев, да не ги злоупотребува чувствата, да не ги злоупотребува институциите и на тој начин да го ограничува демократското право на секој граѓанин во Република Македонија да го изрази сопствениот револт, се разбира, ненасилно. Ние уште од текот на вчерашниот ден тоа кажавме дека насилството не е оправдано и ние никако не можеме да поддржиме насилство, но секој оној мирен израз на револт е основно за гарантирано демократско право на секој граѓанин во Република Македонија. Доколку бидеме сведоци повторно на привидувања, закани, притисоци од страна на Министерството за внатрешни работи, мораме со жалење да констатираме дека тоа не само што не му помага на процесот на реформи, туку напротив му одмага и го отежнува дополнително. Се надевам на разум, уште еднаш користам оваа прилика да апелирам и по двете точки, и под првата точка злоупотребата на децата за дневно политички поени, и по втората точка евентуалните злоупотреби на Министерството за внатрешни работи, а се со цел угушување или спречување на основното елементарно демократско право на секој граѓанин на мирен револт, изразување на мирен начин револтот од дневните политики кои што владата на Социјалдемократскиот сојуз ги води во Република Македонија. Како ќе искоментирате изјавата на премиерот Заев дадена денеска дека на протестите се користи говор на омраза и дека биле подготвени веќе првите критични пријави? Јас уште од тука во Струмица апелирав до господина Зоран Заев за разум, да не превзема акција како што превзема, да ги прекрши процедурите во собранието, деловникот, законите, уставот, да не се однесува насилнички поддржан од Талат Џафери, да ги испочитуваат процедурите и деловникот во собранието, кога ќе дојде на дневен ред предлогот на законот за езиците, но сведоци бевме на едно девијантно однесување од страна на председателот на собранието, господинот Џафери, но и
поддржан од пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и господинот Зоран Заев. Како реакција на сета таа акција, неделовничка и незаконска, се случуваат очигледно низ Македонија протести, бидејќи тоа предизвика чувства кај граѓаните. И сите тие кои што демократски, без насилство, го изразуваат својот револт, апсолутно имаме разбирање за нив. Ние рековме во текот на вчерашниот ден дека насилство не е дозволено и ние како политичка партија не поддржуваме насилни протести. Но протести каде што граѓаните на мирен начин го изразуваат револтот, тогаш можеме да кажеме дека се апсолутно во согласност на она акција која што беше спротивна на деловникот и законите во Република Македонија. Околу говорот на омраза, околу заканите нема многу да дискутирам, само ќе потсетам на не така одамна една изјава на премиерот, кога пред своите сопартици јавно кажуваше дека ќе јаде живи луѓе кога ќе дојде на власт, очигледно дека почнува тоа сценарио да го практикува. И не само што јаде живи луѓе, туку и не само што не практикува политики, него основна водилка во неговото однесување представува заканата, уцената, притисокот, и тоа е недозволиво за држава како што е Македонија, која што пледира да биде дел од европските вредности и европското семејство. Јас би му препорачал да се контролира во изјавите, да внимава што зборува, бидејќи навистина денот кога ќе треба да понесе полна одговорност за овие изјави доаѓа многу брзо, побрзо од што они самиот е свесен. И благодарам.